Вие, значи, тамо се штрекувале со глад, Да. ама сте јаделе сендвичи од импера, така вика Александар Деневски. Ајде да ви кажам како стојат реално работи. Дали штрекувавте со глад, јадејќи, значи, вие сте биле усвари сендвич штрекувачи. Така е. Коректно прашање. Еве што се деси. Антонио се разболе третиот ден, викна брза помош и излези, од тоа се направи фама дека Значи, било фингирано. дека му паднало. Ја мислам дека да. Фингирано е. Да. Го паднал шеќерот. Нешто као го собра, наносила, го однесла и така натаму. Тоа потврдувам дека најверојатно било организирано од Диневски или некои негови структури. Сега, тоа е третиот ден. Четвртиот ден навечер мене ми доаѓа панкерот. И ми вика дојди да јадеш. Кумот на Христан Мицкоски. Кумот на кумот, значи тоа се цревата, така тоа се врзани. Така се врзани. И од ми вика дојди да јадеш. Викам како да јадам? А штрекувате со глад. Па викам штрек со глад. И ми вика не се прави будала бе, само ти не јадеш. Сите јадеме. Кај јадете бе? У импера. И не само у импера, у штабот јаде ноќе. Ти отида у штабот. Потврдувам и признавам и мислам дека судот на историјата е побитен од све друго, да после четвртиот ден изворно знам дека ноќе се јадеш, дење не јаде. Може јадел некои дења, не знам.